Почитувани дами и господа, другарки и другари, соборци во нашиот камп на слободата, дозволете ми денеска да отворам оваа дебата. Прво да се представам, јас сум Слободен Чокревски. До мене Фросина Георгиевска од Ресен, агрохемиски експерт, и Ристо Велков е веќе телевизиска звезда, не знам дали треба да го представам. Учесник во сите последни дебати околу земјоделството. Да не должиме многу, пошто гледате сонцето е јако и сите сме изложени на тоа. Денешната тема на дебатата е дали македонското земјоделство е конкурентно и зашто е тоа толку битно. Во нашите стратегии, во она што го работиме во партијата, три основни прашања сметаме дека се најбитни да се одговорат, и одговарајќи на тие прашања ќе се решат и проблемите во земјоделството, а тоа е што да се произведува, како или на кој начин да се произведува и каде да се пласира. Често пати ние почнуваме тоа што можеме да произведеме, меѓутоа во западниот свет и во развиениот свет каде што трговијата е развиена, луѓето секој пат поаѓаат од тоа дали имаат каде тоа да го пласираат, а не само дека можат да го произведат. Денеска во ерата на глобализацијата пазарните ограничувања се тргнати. Значи има слободна трговија низ целиот свет, нарочно со прехранбени производи, и тие непречено се движат во светот. Ние во 2001 година на брзина, без многу преговори, потпишавме членство во Светската трговска организација. И таму влеговме некако со грло во јагоди, без да изработиме механизми на заштита на нашите деликатни производи земјоделски, кои што на некој начин имаат потреба од заштита од увозот. Не обезбедивме во 2000 владата на ВМРО во 2001 година не обезбеди механизми кои што би ги штителе домашните производители, така да од 2001 година наваму немаме некои посериозни механизми да забрануваме увоз. Со потпишување на спогодбата за асоциација и стабилизација со Европската унија, исто така го договоривме прометот и трговијата со Европска унија, и постепено до 2011 година се воведе апсолутно слободна трговија со земјите од Европската унија, кои што се сега 27, и тука немаме некои механизми да го заштитиме домашното производство. Сега, ако не можеме да го штитиме домашното производство, треба да се размислува како тоа производство да биде конкурентно и како да им помогнеме на нашите земјоделски производители да бидат конкурентни на пазарот, за да можат да ги пласираат и да ги продаваат своите производи. Свесни сме дека и гледаме колку пари се издвојуваат за субвенции во земјоделството, и тоа е одлично, меѓутоа сметаме дека тие пари не се користат на вистина да им се помогне на земјоделците, да произведуваат поевтино, да бидат конкурентни и да можат да ги пласираат своите производи. Мерки кои што би требало да ги спроведува владата би биле во правец да се зголеми продуктивноста на производството, државата да ги изгради институциите кои што треба да го сертифицираат производството, дали се однесува на безбедноста на храната, дали се однесува на квалитетот, на географското потекло и така натаму, значи тоа треба да се поддржува, и извозот може да биде поддржан според овие меѓународни договори со Светската трговска организација и со Европската унија на повеќе начини, и тоа не се прави. Значи може да се обезбеди заеднички настап на странски пазари, на повеќе производители, понатаму може маркетинг да се помага, може да се прават настапи на сајмови и да се поддржуваат разни видови на транспорт при извозот. Сето тоа, овие наши субвенции кои што се бројат во 6-7 цифри
на година, кои што се зголемуваат секоја година, не го покриваат и на ниеден начин не се поддржуваат производителите. Него се даваат само пари по одредени површини, се даваат пари по одредено литража, килажа и така натаму, а сето тоа никако не им помага на земјоделците, не се мерки и развојни кои што ќе им помогнат да они можат да постигнат вистинска цена и да заработат како што треба. Тука би сакал да ги спомнам и средствата кои што се даваат преку програмата ИПАРД, кои што се наменски од Европската Унија, со цел да се преструктурираат земјите кои што влегуваат, кои што пристапуваат кон Европската Унија, за да можат да влезат во системот заедничкиот пазар на Европската Унија. И тоа се средства, 50% се финансира од проектот, се грантови, го покрива Европската Унија, од тие 50% 25%, значи како доаѓа тоа, некои 10-15% треба да биде кофинансирање од нашата, од Македонија, од нашата влада. Меѓутоа, кога ќе ги пресметаат тие средства кои што треба да ги дадат на луѓето, на корисниците на ИПАРД, викаат подобро да дадеме на, не знам, 20.000 тутунари него на 5 корисници на ИПАРД, кои што понатаму ќе ги направат преработувачките капацитети да можат да извезуваат, да ги имаат стандардите да извезуваат на пазарите на Европската Унија. Само еден податок, дека од вкупните средства кои што Европска Унија ни ги има доделено по програмата ИПАРД, искористени се околу 10-11%, а мислам дека процентот на вистински исплатени средства на тие кои што барале е уште помал од тие 10%. Значи, милиони и милиони евра кои што би служеле да ја подобрат конкурентноста на македонското земјоделство и земјоделско производство и производство на храна, пропаѓаат и се враќаат во Европската Унија, а тоа е многу лош знак. Ако ние не знаеме, ако помалку од 10% користиме од тие средства, тогаш што ќе си кажат во Европска Унија, зашто им ги даваме овие пари кога не знаат ни 10% не можат да ги искористат. Значи, најземјоделската влада во историјата на Република Македонија не може ни 10% од парите кои што се доделени од Европска Унија токму за подобрување на конкурентноста да ги потроши. И тоа е фрапантен податок. Не би должел понатаму околу ова, повторно ќе се вратам кога ќе зборувам за сточарството и за ветеринарството. Би сакал во дебатата моите соговорници сега малку од теренот да дадат какви се состојбите, каква е реалната состојба на теренот, колку се чувствуваат производителите конкурентни, какви цени можат да постигнат, колку тоа ги чини да го произведат и каква е перспективата ако се продолжи со вакво поддржување на земјоделството во Република Македонија. Ристо, повели. Благодарам, Чокревски. Најнапрво, како што рече Чокревски, јас сум Ристо Велков, председател на Сојуз на синдикат на земјоделски производители регион Струмица. И би сакал да се заблагодарам од името на сите земјоделци или како што ги нарекувам јас обични страдалници или граѓани на оваа држава. Имено краток увод, како што укажа господинот професор Чокревски, мислам дека дел од проблематиката и тој вас запозна, но јас ќе се потрудам колку толку да дадам една права слика што се случува на теренот од на кој ги застапувам интересите пред се на земјоделските производители. И уште пред да започнам со дебатата, мислам редно е да се заблагодариме на овие представници од позади, бидејќи оваа влада, мораме да кажеме, уште со доаѓањето на власт се тангираше како една земјоделска влада која што ги се грижеше и ќе ги штитеше интересите на самите земјоделски производители. Но еве што се направи оваа влада, ќе земаме параметри пред да отпочнеме сето она што се случуваше на теренот,
да дадеме една слика што се случува во севкупниот аграр. Како што рековме, оваа влада се тенгираше како една од најземјоделските влади во Република Македонија. Колку е земјоделска ќе покажат овие податци. 2008-2015 година минус 160 милиони евра определени за давање на земјоделците како субвенции. Колку е земјоделска оваа влада и колку и како се грижи во секторот за земјоделие, ќе го спомнам само уште податокот. Во последната статистика 500 милиона евра од увоз на земјоделски производи, 650 милиона 500 милиона од извоз на земјоделски производи, а 650 од увоз, што значи и тука имаме минус 150 милиони евра, па сега можеме да замислиме како и колку се грижи оваа влада за нас земјоделците. Мислам дека не може ние да очекуваме земјоделските производители повеќе да даде на теренот, бидејќи според нас во изминатите поготово 8-9 години се покажа тотално непознавање од секторот земјоделие. Инаку, тоа можеме да го потврдиме и со фактот дека нема никакви податоци и начини како да го решава проблемот на нашиот земјоделски производител во сферата на производство. Нема никакви решенија во сферата на пласманот на производите што ги произведуваат нашите земјоделски производители. Па за жал, цехот го плаќаме ние земјоделските производители. Цехот го плаќаме пред се, што имаме висока цена на цинење на самиот производ. Еве, ќе го земам и ќе дадам неколку параметри од секторот од кој доаѓам. Земете го податокот, цена на чинење на килограм домати 22 денари. Цена на чинење на производство на долга краставица 20 денари. Цена на продажба оваа година 5 денари по килограм домат. Цена на продажба на краставица 5 денари. Зарем не е жално да се наоѓате во кожата на нашиот земјоделски производител? Згора на тоа се потрудија на некој начин да изнедат решение во пласманот на нашите производи. Стратегија која на теренот покажа сосема никакви познавања и од сферата на пласманот. Имено, ќе го земеме пак доматот. Ни понудија, мораме да го потенцираме фактот дека за волја на вистината имавме и неколку средби со министерот. Во тој период цената на чинењето, станува збор за период уште во почетокот на производство и пласман на домат, период во кој цената вообичаено чинеше негде од 30 до 40 денари на големо, зборувам на големо. Откупната цена за жал оваа година баш во тој период беше 12 денари. И бидејќи не знае како и на кој начин да изнедат решењата го понудија и самите откупувачи, тоа се сведуваше да разликата на цената на чинење на домат да ја сноси самата влада, тоест Министерството за земјоделие излезе кобајаги, требаше да излезе во пресред на земјоделските производители и ќе го решише тој проблем. Меѓутоа, како одминуваше времето, цената се повеќе и повеќе тонеше. Дојде ниво на цена на чинење на домат 5 денари. 5 денари, мислам дека и големи количини остануваа не собрани од површините на нашите земјоделски производители. Меѓутоа, и тука непознавањето од функционирањето во секторот земјоделие излезе на виделина од нашето министерство, тоа е од Министерството за земјоделие, со тоа можеме да подврзиме и со сите оние што работат и живеат на база на нас граѓаните и работат позади нас во зградата што се наоѓа. Имено што се случи? Излезе некое соломонско решение да доматот пред се стануваше за збор за производ кој што е наменет за свежа консумација, пак ќе потенцираме производ кој што нашиот земјоделски производител го чинеше 20 до 22 денари по производна цена. И сега што излезе соломонско решение? Значи 4,5 денари да се откупи овој домат, иако самата цена, уште еден податок, на чинење на една семка на домат е некаде околу 7,5 денари. Решението беше во 4,5 денари да се откупи производ готов. Со разлика на субвенционирање некаде околу 6,5 денари, тој домат требаше да заврши во преработвачките капацитети. И јас мислам дека не успеа овој
оваа мерка пред се затоа што самите преработувачи знаеа дека овој домат не ги исполнува условите за преработка во нивните преработувачки капацитети, бидејќи процентот на суви материја сосема мал и иако стануваше збор за ниска цена, нивните загуби ќе беа евидентно големи. Што значи, на виделина излезе непознавањето на проблематиките во сферата на аграрот, пред се, еве сега зборува во сферата на градинарството. Ни за шпекулации, не само во градинарството, во целиот сектор земеделие, сведоци сме од теренот што се случува. Имено, сведоци сме од теренот на понудите дека ќе дојде Сахара Груп и ќе врши зголемено производство баш во секторот на производство на жито. Сведоци сме од теренот дека дојде афирмацијата на субвенциите, меѓутоа од реализацијата и сето она што се случуваше на теренот голема нула. Имено, сведоци сме на теренот и покрај сите искажувања на владините представници од Министерството за земјоделие дека секоја година се исплаќаат субвенциите 95%. Меѓутоа теренот скажува друго. Теренот вели дека повеќе од 70%, а во одредени годишни периоди и помалку. Еве ќе ја земаме производство на 2014 година. Зборуваме на база издадени средства во сферата на субвенционирањето. Спрема сите податци што самиот министер за финансии господинот Ставриски излегуваше, а ние ги забележувавме дека уште во 2014 средствата што беа исплатени, сега дали беа исплатени од буџетот кој беше донесен 2013 година или средства на база на позајмица и се исплатуваа на самите земјоделски производители, и спрема сите тие параметри од 100 милиона колку што беа предвидени во директни плаќања, беа исплатени само 42,5 милиона евра, што значи некаде околу 57,5 милиона евра има неисплатени средства на нашиот земјоделски производител. Друго, која е стратегијата на исплаќањето и целта на давањето на самите субвенции кај нашиот земјоделски производител? Ако исплаќањето и воведувањето на субвенциите гарантира зголемување на производството, зголемување на квалитетот, зголемување на производи по количина од единица површина, за жал податокот од теренот е сосема спротивен. Имено, теренот вели дека се поголем број на обработливи површини кои што пред X години се засадуваа со културни земјоделски површини, сега се посадени само со треви. Значи, мора да го потенцираме податокот и покрај зголемувањето на субвенциите. Мислам дека 2007 година се отпушта некаде од 70 милиона евра, теренот вели дека сосема помалку или некаде околу 45 милиона беа исплатени оваа година, па се до последната ова 2015 година треба некаде околу 150 милиона, од кои 50 милиона завршуваат на како субвенционирано како рурален развој и 100 во директни плаќања на нашите земјоделски производители. Меѓутоа, колку и како се грижи и во сферата на субвенционирањето, покажува податокот и неисполнувањето на самата законска регулатива во спроведувањето на исплатата на субвенциите на нашиот земјоделски производител. Имено, иако средствата на база за субвенционирање на нашите земјоделски производители беа планирани во секоја претходна година, да речеме од 70 до 150 милиона евра, тие средства, иако нередовно, иако нецелосно исплатени, каснат и немал број на земјоделски производители имаат уназад X години недобиено средства на база за субвенционирање во земјоделието. Имено они сведоци сме од теренот дека излегуваат и велат, еве ќе ја земаме последната 2014 овој за 2014 година, субвенциите беа исплатени до 30 јуни.
Грешка. Прво, субвенции за 2014 година. Самата законска регулатива вели дека треба да бидат исплатени до 2014 31 декември. Второ, во одредени случаеви кога има некоја неправилна апликација или станува збор за оние земјоделски производители кои неминовно мораат 2 пати до 3 пати во годината да аплицираат, пред се тука станува збор за аплицирање по килограм на производ, и тие средства требаше и треба да бидат исплатени наредната година до 30 јуни. Меѓутоа, пак ќе потенцирам, голем број на земјоделски производители не само за 2014 година, туку за X години имаат недобиено средства и прашање на време кога и дали ќе ги добијат тие земјоделски производители. Сега од овде би сакал пак да кажам, сите оние што се вработени во секторот земјоделие, во зградата позади нас, ако планираат добро нешто да сторат за нашиот земјоделски производител, веќе денес сме 11 јули, требаше барем половината од средствата на база субвенционирање во земјоделието да бидат исплатени, така да останатиот дел да биде исплатен некаде до 31 декември 2015 година. За жал, за 2014 не се исплатени, а не да отпуши исплатата за 2015 година. Меѓутоа, да зборуваме за земјоделието и сето она што се случува во производството, пласманот и законските регулативи, мислам дека може да зборуваме долго, но мораме да го земаме и следниот параметар. Цехот го плаќаат секогаш производителот и консуматорот. Земјоделецот го продава својот производ по ниски откупни цени, а консуматорот по 10 до 20 пати за разлика од цената која што ја продава нашиот земјоделски производител, ги купуваат нашите земјоделски производи. X нерегуларности што се случуваат во ведувањето на земјоделската проблематика, можеме да зборуваме, пак ќе потенцирам подолго време, меѓутоа еве сега за сега ќе се задржам на сето она што го дадов, со право, ако ми текне, да се вклучам во темата и на одредени проблематики за искажување, а неминовно да ги знаете и вие, бидејќи вие ги трпите последиците, пред се пак ќе кажам, висока цена на откупна цена и питај Боже како и на кој начин и дали се врши испитување со сите регулативи што треба да биде исполнет производот што стасува до пазарот. Благодарам. Благодарам, Ристо, на исцрпната презентација што навистина се случува на теренот и како конкурентноста ја доживуваат самите земјоделски производители и фармери. Сега би дал збор на Фросина Ѓоргиевска од Ресен. Да видиме состојбата таму каква е. Добар ден и од мене. Фросина Ѓоргиевска, и бидејќи доаѓам од Преспа и од Ресен, овој пат ќе ви зборувам за јаболкото. За да произведеме 1 килограм јаболко, нас ни се потребни 9 до 12 денари за 1 килограм јаболко. А истото тоа јаболко го продаваме по 9 до 10 денари. За која конкурентност можеме тука да зборуваме, кога нашето јаболко ни е поевтино отколку да го произведиме? Зошто имаме толку висока цена на производна цена на јаболкото? Високата производна цена на јаболкото доаѓа пред се од високата цена на репроматеријалите, кои во последните неколку години е 3 пати зголемена. Тука спаѓаат вештачките ѓубрива, тука спаѓаат средствата за заштита, тука спаѓа нафтата. Со оглед на тоа што во Македонија немаме фабрика во која што ние произведуваме вештачко ѓубриво, истото мора да го набавуваме од надвор, од Србија, од Хрватска, од Русија. Не знаеме со што ѓубриме, затоа што немаме лабораторија која ќе направи анализа на тоа ѓубриво што го увезуваат. Зборуваме за пестицидите. Истата работа е и со пестицидите. Не ги произведуваме тука, ги увезуваме од надвор. Долго време зборуваа за воведување на таа зелена листа на дозволени препарати кои можеме да ги користиме во земјоделието, и во оној момент кога ја воведоа не ја почитуваат.
Зошто не ја почитуваат? Не ја почитуваат затоа што немаме контрола на самиот увоз на средства за заштита. Не знаеме што увезуваме, не знаеме со што третираме. Не знаеме дали тие препарати ја имаат пропишаната активна материја, дали се отрови или не се отрови. Тоа е сето тоа затоа што производите кои што се увезуваат не се контролирани. Последно, во високата цена ни ја диктират нафтата. Нафтата долго време ја протежира таа субвенционирана или зелена нафта, меѓутоа ние кај нас во Преспа таа нафта не ја имаме досега видено. Кај нас во Преспа се вели, исто така го субвенционираат и јаболкото, како што ги субвенционираат сите други производи. Меѓутоа нашите преспани викаат поарно да не ни даваат субвенции, затоа што од кога почнаа да ни ги даваат субвенциите, ние јаболкото не го продаваме, ние го даваме. Затоа што последна година кога ние постигнавме добра цена и висока цена за јаболкото беше 2008 година, кога го продававме по 33 до 35 денари за килограм, а сегашната субвенционирано јаболко, сегашната цена на нашето субвенционирано јаболко е 8 до 10 денари. За жал. Кога зборуваме за пласманот на јаболката, долго време се фалеа дека ќе ги градат тие откупно-дистрибутивни центри. Па и кај нас почнаа да градат еден таков откупно-дистрибутивен центар. Го градат луѓе кои што се дојдени од Дубај и кој откупно-дистрибутивен центар може да складира околу 5000 тони на јаболка. Меѓутоа, за жал, на истите тие луѓе им дадоа и земја под концесија за да може да си посадат и нивни јаболка. Нашите нема потреба да ги извезуваат, ќе ги извезуваат нивните. Кога ни ги даваат субвенциите? Субвенциите ни ги даваат како социјална помош, а не тогаш кога им ни се потребни. Ни ги даваат субвенциите пред избори, не ни ги даваат навремено, не можеме да ги употребиме наменски, да го развиеме нашето, да го усовремениме нашето производство, за да можеме да бидеме конкурентни на странските пазари. Нашите производители се оставени сами на себе при пласманата на јаболкото. Кога побаравме помош од државата, на една трибина, кога беа дојдени министрите во Ресен, министрите на овие луѓе од позади нас, кога беа дојдени во Ресен и им се пожалавме, кажавме дека ни е многу ниска откупната цена, тие ни кажаа, знаете што, ние имаме обезбедено пласман за капини и малини, па вие можете слободно да ги откорните јаболката и да садите капинки и малинки. Меѓутоа јаболката не се пиперки, па ние да можеме да ги садиме така како што тие ќе ни обезбедат нас пласман. И уште една работа ќе ви кажам за крај, ни го субвенционираат индустриското јаболко со 2 денари по килограм откупено јаболко предадено во наши дистрибутивни центри, а такви наши дистрибутивни центри имаме само неколку фабрики во Македонија. Порано ние си ги пласиравме тие јаболка и за странскиот пазар, претежно за Србија. И тоа индустриско јаболко ни достигнуваше цена и по 5 и 6, па дури и по 8 денари за килограм, а сегашната цена субвенционирана ни е 1,5 денар. Ви благодарам. Благодарам. Пред да предам на мојата тема околу ветеринарството и сточарството, би сакал само да се надополнам дека поред богатиот тексачанин што требаше да донесе илјадници, стотици илјади крави во Македонија, понатаму најуспешниот проект Зелен Светмилк, па после Сахара Груп и други инвестициски израелци требаа да доаѓаат и не знам кој све требаше. Владата имаше таму 2008 и 2009 година проект да прави државна фирма која што ќе организира откуп на вишокот на земјоделски производи и да ги направи тие пунктови во одредени делови во Република Македонија. Затоа обезбедуваше средства од некои 30 на милиони, мислам годишно беше 2-3 години,
нити видовме пункт, нити постои пункт, нити се откупи грам вишок на земјоделски производи, нити знаеме каде отидоа парите. Само имаше фалби по изборните кампањи, по манифести, по нивните медиуми кои што го рекламираат тоа, од тоа не видовме ништо. Само да се надополнам колку во изминатиот период најземјоделската влада помагаше за конкурентност. Сега да се префрлиме малку на сточарството, но прво би почнал со ветеринарството, затоа што не може да постои сточарство доколку немаме здрави животни, а без здрави животни нема здрави производи и здрави луѓе. Состојбата во ветеринарството е, благо речено, катастрофална. Во изминативе 9 години сведоци сме дека средствата за поддршка во директна поддршка во земјоделството, така наречените субвенции, кои што Господ не може да им го фати редот која година колку дале, па пребациле од една година во друга година, па само ги менуваат мерките. Не знам, доктор на науки по агроекономика да си, не можеш да им ги фатиш како ги шалтаат, а камоли земјоделец. Знаеме дека тие се зголемени десетократно од 2006 година наваму, меѓутоа средствата кои што се даваат за здравствена заштита на животните се помалку од 2006 година. Како ќе имате производство ако немате здрави животни? Како ќе извезувате ако немате здравствен статус на животните да биде како што треба? 5-6 извештаи на Европската комисија за напредокот на Македонија во приближувањето кон ЕУ нотираат точно дека средствата буквално за здравствена заштита се многу ниски, да не кажам смешни. И никој ништо. Битно да се купуваат земјоделците, фармерите да се купуваат со некакви субвенции кои што гледате какви резултати дават. Значи, во моментов има долг од повеќе од еден буџет за една година према ветеринарните станици, ветеринарните друштва кои што ги спроведуваат мерките, према сточарите кои што ги имаат одземено животни убиено заради разни болести, према лабораториите кои што испитуваат, значи воопшто не е платено ништо. Од 2012 има сметки, 2013, а сите тие како даночни врзници се должни да ги на секоја фактура да плаќаат ДДВ однапред. И тоа ги има паднато на колена сите ветеринарни друштва. Нивната способност да ги обавуваат задачите на теренот е минимална со овие долгови. Обележувањето на животните, проект кој што ние го воспоставивме на времето, намерно не се одржува како што треба. И тоа е исто така нотирано во сите извештаи на Европската унија. Зашто е тоа така? Затоа што тоа би требало систем да се контролира кој добива субвенции во сточарството. Дали вистинските сточари добиваат субвенции? Тука се постојат фиктивни бројки, фиктивни ушни маркици и затоа не им е од корист да го контролираат и да го одржуваат системот. А ако не се плаќа, не се контролира и не се одржува системот, тој не може ни да функционира. Сточниот фонд, сите знаат кои што се на теренот дека е драстично намален, иако во системот кој што го објавуваат фигурира дека не е многу намален, со мали бројки е намален, официјално според системот за идентификација и регистрација на животните и според Државниот завод за статистика. Меѓутоа на теренот луѓето кои што знаат дека сточниот фонд нарочно после кризата со Свет Милк е драстично намален. Немаме производство, значи сите тие субвенции не врадуваат со никаков плод. Во 2006 година имавме 8 извозни кланици регистрирано за Европска унија и една млекара, битолска, која што беше вистинска голема млекара. Сега имаме само 4 кланици, на 4 кланици им се одземени броевите во меѓувреме. И тие не можат повеќе да извезуваат, не ги одржуваат. А битолската млекара знаете дека е продадена на странски капитал, каде што од соседните земји се увезува млеко во прав, млеко се увезува преку нив се извезува и така натаму, така да не оди на корист на домашните млекопроизводители. За да се извезува
производи од животинско потекло, потребно е тие да имаат стандарди кои што ќе ги задоволуваат во однос на безбедноста и да бидат испитани како што треба, да постојат лаборатории исто како и со пестицидите, и треба здравствената состојба да биде како што треба. Наместо со тоа да се бават властите, имаат формирано не само за безбедноста на храната, за ветеринарството, за сточарството, имаат формирано тука некој инспекцијски совет, кој што не е совет, него е орган кој што ги диригира и ги насочува инспекцијските служби да одат по објектите кои што произведуваат храна во конкретниот случај, ама тоа важи и за другите инспекции, и за трудова, и за финансиска, и за сите можни инспекции. Значи, главниот човек од царина е пребацен таму и тој има надлежности да им наредува каде да одат, што ќе прават, какви инспекции ќе прават. И тие инспекции се диригирани и ние што ја пропагираме, улогата на инспекцијата да биде едукативна пред се, да ги едуцира производителите, а не да ги казнува, воопшто е занемарена. Казните се драконски. На мали производители им даваат 5, 10 па и до 20.000 евра, без разлика да има осет или како да кажам, да се води грижа колкав е тој производител. Со такви казни, еден гранап со 5.000 евра казна може слободно да си стави клjuč и да си одат луѓето од дома. Меѓутоа, инспекцијските служби не се сватени како едукација, како заштита на потрошувачите, него се сватени како полначи на буџетот на Република Македонија. И тие имаат норма која што мора да ја исполнат и наместо се бават со вистинска контрола на безбедноста на храната, тие го полнат буџетот и пишуваат казни. И тоа селективно на тие луѓе кои што не се истомисленици со нив. За ова би можел да зборувам многу долго, само да ве потсетам на кризите со листерија, се дигаа уки-буки, само селективно се објавија одредени фирми, додека други фирми кои што имаа позитивни резултати, а се блиски до ВМРО ДПМН, воопшто не беа објавени. Значи селективно. Истото беше и со афлатоксините претходно и со други кризи со безбедноста на храната. Значи, без овие услови во воспоставување, неселективна контрола и заштита на потрошувачите и здравствена состојба на животните, ние нема да можеме понатаму ништо да извезуваме. Ние сега во Европска унија можеме да извезуваме јагнешко, заклани, тоа не живи животни, и производи од пастеризирано млеко и пастеризирано млеко од битолска млекара. 10 години толку пари се фрла, не се регистрира ниту еден екстра објект за извоз во Европска унија. А ако немаме ние каде да ги пласираме, ако немаме извозни објекти, што ќе правиме? Ги нема тие откупни пунктови за вишок, што да прават производителите? Каква конкурентност да има? Да не должам премногу, само еден податок Ристо го напомена, дека увозот на храна е драстично зголемен. Од 380 милиони евра во 2006 година, сега е негде околу 680. Значи, какво е тоа субвенционирање? Каква е таа помош во земјоделското производство ако имате двојно зголемен увоз? Има зголемен извоз, меѓутоа само на производи на свежо овошје и зеленчук, кој што немаме никаква додадена вредност, значи нема капацитети да преработат па да продадат во тегла нешто, во шише. Знаете и самите дека најголемиот дел од виното од Македонија оди во цистерни, дека не можеме ни квотата да исполниме за флаширано квалитетно вино за извоз. Значи, ние сме тука некаква афричка земја за сировини и ништо не се прави да се додаде вредност на нашите производи, за луѓето да заработат и парите да останат во Република Македонија. Него само се даваат субвенции за, знаете зашто, за избори, за купување на луѓе и купување на некој социјален мир кај земјоделците. Би заклучил, ако немате нешто да дадете. Добро. Ајде, Ристо. Дозволи само на кратко, бидејќи се наоѓаме во фаза на жетвени активности. Според законската регулатива
неминовно беше Министерството за земеделие пред 30 дена од отпочнувањето на сите активности во жетвата да знае нашиот земеделски производител по која цена ќе го продаде неговиот производ. За жал тоа се случи 2 дена уназад, што значи се касеше месец дена. Меѓутоа, што е уште пожално, се понуди на нашиот земеделски производител цена која што ни оддалеку не може да ги покрие ни производствените трошоци. Имено, цената е предложена да се откупува од 8 до 11 денари во зависност од квалитетот, а тоа значи ќе биде понудена најниската цена. Меѓутоа, за жал, вина нема само представници од Министерство за земеделие. Тука ја наоѓам вината и во нашите представници, тоа во здруженијата кои селективно беа викани на консултација по која цена ќе биде откупано овогодинашниот производ на жито. Што значи, цената по која што требаше да се откупи овогодинашната реколта на производство на жито, неминовно беше да се движи некаде од 13 до 15 денари според сите калкулативни трошици што ги има нашиот земеделски производител. Благодарам. Благодарам. Значи да заклучиме. Колку е нашето земјоделско производство конкурентно? Гледате од самите примери од теренот и од она што го говоревме дека нашата конкурентност е многу мала и ако не се превземе нешто брзо и итно да се направи некоја стратегија што ќе се прави за подобрување на конкурентноста на земјоделското производство, ќе имаме вакви состојби како што беше со доматите, па со пшеницата и така натаму, и секоја година има некој проблем. Задоволството и социјалниот мир се купуваат со некакви субвенции, меѓутоа ништо, апсолутно ништо не се превзема за подобрување на конкурентност. Ниту се прават некои мерки за зголемување на продуктивноста, нити институциите се градат за да можат да бидат способни да го сертифицираат тоа производство, нити се поддржува извозот, нити има откупни центри. Значи сите тие мерки кои што на некој начин средствата од ИПАРД се користат минимално. Значи, ако сумираме, нема никаква активност што би требало од владата да биде за поддршка на конкурентноста на македонското производство. Значи, ако имаме намалување на површините засадени со земјоделски производи, ако имаме намалување на сточниот добиточниот фонд, ако имаме намалување вкупно на производството земјоделско, а од друга страна имаме зголемување на увозот, прашање зошто и како се даваат тие субвенции и има ли некој некакво знаење или идеја што да се прави во земјоделството кај одговорните во министерството. Со тоа би ја завршил нашава дискусија и би ве поканил доколку имате некое прашање, слободно, па кој од нас може да одговори како иде со... Ево тој таму. Вака, пошто пред да останем на улицу, работев во кланица за Куманово, значи. Така што интересираме сега како е состојба со извоз за јагње. Едно време, вие знаете, бевте во министерство како извезуеше кланица во Куманово и како колјеше, значи бевме, јас мислам трети на балкански простори за извоз на јагнешко месо. Сега ми интересира докаде е тај фонд, дали има јагње, како се креće цена и колку е паднен, значи, извоз на јагнешко месо, зашто знам да е паднен. Како што реков, еве Кумановската кланица е една од тие 4 што им се одземени бројчињата за извоз. Знаете, доколку една кланица нема извозен број за Европска Унија, не може да извезува, зборувам за јагнешко месо, тогаш само домашниот пазар е многу мал и профитот е многу мал. Значи главни се тие кланици кои што извезуваат за Европска Унија во шпицот кога е за пред католичкиот Великден.
реков дека не сакав да одам многу во бројки, затоа што вака на зборување бројки без да ги видите нема некој посебен ефект. Кај сите врсти на животни имаме пад на бројност. Дури и официјалниот број кој што го даваат они преку системот за обележување на животните и преку Државниот завод за статистика има пад на бројот на овци и кози, нарочно кај козите е негде околу 50%, има само околу 75.000 кози официјално во Република Македонија. Заедно со овците се негде околу 700.000, меѓутоа јас не би се потпрел на таа цифра, мислам дека се помалку, токму поради манипулациите со субвенциите, кој зима, како зима, кои бројчиња се контролираат и така натаму. Бројната состојба е падната, даваат субвенции, меѓутоа не ги врзуваат сточарите да останат и да ги чуваат животните. И објективно е тешко да се најдат овчари, да живеат 6 месеци во планина без струја, без вода, без телевизија во денешно доба. Значи све помалку и помалку има вистински сточари, а и нив не им се помага како што треба за да навистина ги задржат стадата. Да не навлегуваме во тоа какви се пасиштата, како ги одржуваат пасиштата, на кого се даваат пасиштата и така натаму. Тоа е долга приказка. Меѓутоа состојбата не е розова. Добиточниот фонд паѓа и нема некои мерки сериозни, освен што се делат некои средства за навистина сточарите да останат сточари. Да ги вржат да останат да чуваат животни. Тоа е идејата на субвенција права да го зголемат стадото, па да му се овозможи ако зголеми стадо да му се даде повеќе пасишта, ако е од други врсти животни да му се даде земја да обработува повеќе кај што ќе може да произведува добиточна храна. Тоа е суштината, значи треба да им се помогне на тој начин на сточарите за да останат. Ваква ситуација, ако нема добра цена, нема кој да ги чува животните, нема да оди понатаму добро. Не знам дали ви одговорив добро. Благодарам, професоре. Со оглед на тоа дека немам некои директни прашања до вас, сакам да се завртам према граѓаните и да кажеме на констатација околу тоа што ни се случува на нас земјоделци, заради тоа што идам директно од секторот земјоделие. Вика има една реклама на македонската телевизија: биди земјоделец. Ајде биди земјоделец и обработови земја со коњи и со магарина. Кратко и јасно. Моето населено место броа некаде 700 куќи. На времето кога јас бех 18 години, имаше 2000 деца распространено по нивата. Сега има 4 до 5. Единствена визија што го имат нашите деца, меѓу кои и моите два сина, напани 18 години, земи бугарски пасош, летни мо. Селата ни се празнат. Со 50 години најмлади земјоделци сме ние. За 5 години и таа приказна ќе заврши. И со оглед на тоа дека слушам најземјоделска влада, знам дека у ироничен стил го тоа кажувате, ќе ви кажем колку се земјоделска влада. Ама ќе ви кажем напред дека и ние излажани у првите години ги подржаваме и ги направиме најземјоделска влада со тоја субвенции. У делу на субвенциите првата година кога ни ги дадеа, ние мислеваме со тие пари ќе се качаме на Марс. Што се случува? 3 хектара земја обработувам, од најразлични култури можам вај година да произведам 50 тона роба. Најмалку ќе ми даде житарица и пченка, најмногу домат, бостан, компир, да не набројувам. На едната страна од 3 хектара земја ќе ми даде субвенции 30. Јас ќе речам 50.000. На другата страна од лоши продажни цени 50 тона по 5 динара 250.000. Од една страна ми дава малку, од друга страна ме двојно краде. Значи, има една работа што тие луѓе треба да ја сватат. Јас знам дека ние, како земјоделци, сме многу наивни. Знам дека не сме едуцирани, ама веќе не им веруваме. Не им веруваме. Они немаше да терат веќе кај нас. Благодарам на вниманието. Не знам дали има потреба на коментар. Самата изјава си кажа. Дали има уште некој кој што сака да праша?
Доктор Нацев, не ми е струката тоа, но ме потикна претходниот дискутант кога рече не им веруваме. Но видите, они имаат таква машинерија пропагандна во државата, што на секој чекор и во секој момент измислуваат, лажаат, креираат. И нашиот народ више и не знае што да мисли. Ги залажаат со субвенции. Кажа пред малку дискутантот. Од една страна даваат, од друга страна земаат. Ако еден производител го кошта еден производ 20 денара или 22, а го продава 5-8 денара, има ли потреба од дискусија? Па не се работи овде за земјоделие. Проблемот е во сета држава. Они крадат, манипулираат на сите полиња. Од земјоделие, од све што постои у државата. Па јас памтам кога во Македонија имаше милионски суми на милионски броеви на овци, говеда, кози, стока, многу житарици, све многу. Сега падна тоа, као да наеднаш све пропадна. Многу земја остана необработена. Ја не би коментирал тоа, но ќе дадам еден сигнал, а тоа е сигурно. Ако вака наставиме да и веруваме, нова апашка влада, сигурно пропаѓаме. Затоа ќе ве молам, кренете го својот глас и не давајте да потонеме над најдното, иако сме сега на дно, но да пробаме да се дигнеме, да истераме ова лоповска, бандитска и како уште не влада. Дајте сите заедно. Фала ви. Благодарам. Извини, вака што. Добро вечер. Петар Здравковски, поздрав до сите во кампот. И честитки за истрајноста, готов е, уште малце, многу беше малку остана, издржите, готово е. И сега да му порачам на овој што се представува како премиер. Ајде бе Никола, ако е толку добро земјоделството, ако им е толку добро на земјоделците, па поднеси оставка и биди земјоделец. Поднеси оставка, Никола, и биди земјоделец, да видиме колку е добро. Да видиме колку е добро. А земјоделците да ги ставиме во владата, барем знаеме. Ки имаме честни, одговорни, работливи луѓе. Да сте ми живи и здрави. Еве, ја конечно да сум наред. Поздрав до гостите, поздрав до камперите. Секоја чест што издржувате, сите заедно да го срушиме режимот. Едно нешто што научивме од човечињето од Карши е ветуваме. Тие само ветуваат без резултати, значи само ветуваат, чисто ветување. Едно прашање до сите, посебно до сите вас гости. Зашто во Република Македонија последниво време беше дали климатски промени, дали не знам што, земјоделското производство сосема намали. Ветија дека ќе ги санираат временските штети, не погоди. Прашање до градинарството, дали владата, човечињето од Карши ги санира последиците, зашто знам дека самите тие последици доведоа до намалување на производството, на рано градинарското производство, кое што изминативе години носеше илјаници евра извоз на производи. Прашање исто до гостинката од Ресен, истите проблеми ги имаше и јаболкото. Имаше доста штети од непогодите, дали господава од Карши сервисира, до каде стаса со сервисирањата на штетите, и за гостинот за ветеринарство и сточарство, болестен јазик однесил јадници грла добиток во штет. Дали до каде господата од Карши успеа да ги сервисираат соодветните штети, и бидејќи едно нешто не научија нас помладите, ако немаш производство на
на рано градинарско производство, на овошки култури и ако нема соодветно спремено сточарство, значи штом нема сировини, индустријското производство намалува, штом намалува индустријското производство, намалува извозот, намалува и државата. Толку од мен. И затоа сакам овој режим да падне, да се уништи. Доста е. Доста е. Добро, благодарам на прашањата и добро што не подсетивте на уште едни од низата лажни ветувања на премиерот што се наоѓа во зградата позади нас. Имено, како што знаете, во јануар и февруар месец нашата држава ја зафати елементарна непогода од поплави. После поплавите излегоа комисија, извршија проценка и според сите податоци од теренот имаме намалување во градинарството за оваа година. Јас не знам што ќе се случише и оние површини што беа поплавени, ако беа насадени со градинарски култури. Јас верувам дека уште поголемо ќе беше производството, уште поголемо ќе беше заглавеноста на нашите земјоделски производители. Меѓутоа не знам по која основа и по кој параметар премиерот излезе и вети 100% обештетување на нашите земјоделци од проценката извршена од комисиите што излегува на теренот. Именно според сите податоци, а и јас самиот бев 10-12 години член на овие комисии за проценки на штети во земјоделието, проценката 95% беше 15%. Меѓутоа, ајде, добро, пред изборна година може да се ветува се и се што. Меѓутоа, докаде е реализацијата со исплатата на тие штети? Се излезе и се излажа дека се исплатени земјоделците на база на обештетување од поплави во Могила. Според сите податоци станува збор за сосема мала бројка и тоа бројка приврзаници на власта. Се излезе и се манипулира со исплата на земјоделците на база на обештетување од штети во Пелагонија. За жал и тука беа исплатени сосем мал број на земјоделски производители и тоа само верници и послушници на власта. Меѓутоа, зошто не се излезе и не се каже дека се исплатени штетите во Струмица? Поготово што станува збор за производство со високи цени на чинење на самото производство, бидејќи самиот податок од теренот вели дека градинарството сноси едни од највисоките цени во цената на чинењето на производството. Значи станува збор за низа шпекулации и манипулации со наш земјоделските производители. Тоа е од мен. Ние сме во малку поинаква состојба. Кај нас невремето беше точно лани, ова време, во јули месец, меѓутоа после секој месец, сега ќе биде конечно сега, успеавме да добиеме пари од обештетувањето. Точно толку, 15% од пресметаната штета од страна на општинските комисии, меѓутоа имаме друга ситуација во Преспа сега. Владата субвенционира осигурување на овошните насади со 60% од премијата во осигурителната полиса. Проценката од страна на општинските комисии е извршена за сите оштетени насади, и тие што се осигурани и тие што не се осигурани. Меѓутоа, исплатата на штети од помош од владата е само на тие производители што не се осигурани. А ние што сме осигурани, или тие што се осигурани, и покрај тоа што ги следеле препораките на владата, се казнети, зашто извршиле осигурување. Кажете ми дали постои тука некаква логика? Ние мислиме дека не. Благодарам. Во однос на болеста син јазик. Прво, тоа е болест која што се пренесува со едни мушички кои што се сличени на комарци. И од главна мерка што предложија минатата година од Агенцијата за храна и ветеринарство беше да се прска против инсекти, ама некаде во октомври кога ги снема мушичките. Може и за нова година да прскаат. Апсолутно несоодветно, али може би тука наше некое средство кое што е погоден добавувач, па им текнало во октомври дека или ноември е најдобро да се прска против инсекти. Значи тотално неефикасна мерка, за разлика од мерките кои што се точно пропишани во Европска унија, кои животни треба да се одземат, точно да се уништат за да не шират понатаму, да бидат резервоари на болест. Цела среќа што имавме долга и ладна зима, па
Се надеваме дека годинава ќе биде добро, дека нема да се појави повторно болеста. На времето требаше комисии да излезат на теренот и да направат попис колку животни се угинати, колку се заболени, какви се штетите. Многу малце се направи, се направија некои списоци, меѓутоа не се задоволни, не се покриени сите сточари кои што имаа загуби. Знаете како селективно одат и кај кого одат, нормално. И Господ знае колку се исплатени, затоа што нема никакви извештаи. На времето ние моравме како управа за ветеринарство секоја година се што ќе сработиме, што ќе платиме, што ќе биде до крајот на годината да дадеме извештај и да биде усвоен на влада и во собранието на Република Македонија. Такви извештаи никој не може да види. Господ знае што се случува. Веќе такви извештаи не се даваат. Значи се доделуваат програми, се даваат пари, ама како се потрошени Господ знае. Тоа не знам која финансиска полиција ќе влезе утре ден да ги расчисти и со субвенциите и со тоа како се трошени парите. Така да податоци за точно колку се исплатени, дали се исплатени, не знам, нема официјални, а неофицијални кузне какви се. Ако ова ви одговара на прашањето. Има ли уште некој за прашање? Да го држам подалеко или поблизу? Добро вечер на сите. Јас сум овде веќе 50 дена и се наслушав секакви верзии за ова наша влада. Сакам да кажам дека ова наша влада само оптички функционира. Практични ништо. Значи Министерство за финансии, а да не кажам кај нас во руралните места како локалните шерифи изиграваат исто власт над нас кои сме немокни. Јас ниту сум земјоделец, ниту имам стока, али сакам да кажам дека храната е една најважна за сите граѓани, за сите луѓе и дека тоа е благодарение од Господ и треба да го поштуваме и дека е тоа најосновното што ни треба секој ден и на сите нас и на премиерот. И ако тоа не го поштуваме и го газиме со нозе, онда зашто би ни требали телевизор или други некои работи кога нема да обстанеме. А на господјата од каде рековте, од Преспа, за вашето јаболко што го откупуваат за 1,5 денар, би било добро да направите како во Шпанија што прават, таму има еден традиционален празник и дојдат со камиони, со скани и дотерат патлиџани и ги маваат сите што не прават како они сакаат. И вие да дојдете со камиони овде во Скопје, овде пред владава со јаболко, со патлиџани, со стока и тука све да изфрламе пред владава и да видат тие дали можат да опстанат без сето тоа. Благодарам. Ви благодарам и вас за идејата. Само сакам да се надополнам дека пропагандата во однос на земјоделството на оваа влада е најсилна. И тука имаат вложено најмногу во својот имидж и во своите лаги, своите ветувања и за скривање на овие политики кои што гледате какви резултати даваат. И најтешко е, еве толку години пробуваме и со пресови, пробуваме и на некој начин да продреме и да кажеме дека не се такви работите како што се представуваат, дека не се вистински резултати, дека сето тоа е лажно, меѓутоа многу тешко оди за тоа што знаете каква е нивната пропагандна машинерија, а најосетливи од се за земјоделството. За земјоделството секој пат кога ќе се излезе на некој прес или некој нешто ќе каже, веднаш излегуваат и владата со портпаролот, и министерството со портпаролот, и ВМРО ДПМН со портпаролот, а известувањето или пресот оди нашиот иде на 17-та страна, а сите нивни одат на прва и втора страна. Значи, тотален мрак имаме во информирањето на земјоделците и изгледа, они мислат дека земјоделците можат вечно да се манипулираат, ама еве како што чувте, вистината си доаѓа полека на виделина. Дали има уште некој за сопрашање? Јас би сакал да ви се заблагодарам за присуството и за вниманието, што е веќе сати и кусур, сати и 10 минути дискутираме за земјоделството во сред центар на Скопје и благодарам на останатите учесници тука во дебатата.
и благодарам за вистинските и убавите прашања и коментари кои што ги добивме. Довидување.